Етничката слика тогаш и сега не била иста. Голем дел од Анадолија бил населен со православно население што зборувало турски јазик. Еден дел биле грчко население, еден дел биле курди, еден дел биле јерменци, кои ги гледаме во денешните статистики етнички, гледаме дека во Турција населението кој 90, али голем дел од Анадолија е чисто турско. Имало, например, и население што било муслимани, али што зборувале на грчки јазик. Секакви комбинации. Секакви комбинации. Затоа било, мислам, постои во патописната литература и за Македонија една салата на запад се нарекувала Македонија. Во Италија имам сретната. Да, а таа салата е фактички измешана од се и се што може, бидејќи така тие не перцепира нас како еден голем микс на луѓе, на религии, на све, на јазици. Види, побо буре зеленчук неко буре барот. Тука е битно ситуацијата во Македонија, задушувањето на Илинденското востание и за така наречените мртвешки реформи, кога доаѓаат жандармите, реформаторите од Европа во Македонија. Започнува во тој период една таква голема, да кажеме, граѓанска војна во географска Македонија, каде што буквално сите се борат со сите. Значи имаме андарти, имаме четници, имаме верховисти, имаме четина ВМРО над МОРО, имаме баши Бозојко Османлиски, имаме албански банди.